Благодарам, председател. Господин Јосифовски, јас би ве замолил, има тука неколку поискусни пратеници, добри економисти, као колегата Николов, као колегата Миле Андонов и другите. Господин Харило Квенец ги разбира овие работи прилично добро. Седнете да ви објаснат најискрено, значи нема потреба да правите кавга со неколку колешки, сепак се дами, малце повнимателно. Значи не станува збор за упразнети работни места, туку станува збор за нови работни места. Значи, господине Јосифовски, ако може да ме сослушате. Во 2006 година во Република Македонија имало активни 566.000 работни места, односно 566.000 луѓе оделе на работа. Денеска таа бројка на активни работни места, односно на луѓе кои што одат на работа е 699.000. Попластично. Во 2006 560.000 луѓе оделе на работа, во 2015 700.000 одат на работа. 700.000 луѓе одат на работа, добиваат плата. Тогаш 11% од вработените од тие 566.000 не добивале плата, а оделе на работа, сега тој процент е паднат под 1%. Тоа е околу ова активно работно население, број на вработени, број на невработени. Ме молам, нема потреба стварно со господите да влегувате во кавга, седнете со господинот Локвенец, ќе ви објасни прецизно. Втора работа. Околу странските директни инвестиции. Јас ќе ве подсетам малце поназад, имаше една економска стратегија на затворена политика, која што се случуваше во 90-тите години, кога се приватизираше целокупното стопанство. Тогаш имаше идеи дека македонското стопанство треба да оди на ваучер систем, сите граѓани да добијат одреден број на акции и тие да може да ги продаат на странски компании, или па втора опција исто така која што не се прифати беше аукцијска приватизација на која што ќе можеа странски компании да дојдат и да ги купат македонските компании, нешто слично како последните 5-6 години што го прави Србија. Не се одбра таа опција, се одбра тие пратеници кои што беа тука да си донесат закон и 2/3 од тие пратеници од 94 до 98 година станаа газди на предпријатијата социјалистички во Република Македонија. Знаете што? Подписник на тој закон беше вашиот лидер, господинот Тито Петковски, како председател на Собранието. Тогаш 200.000 луѓе останаа без работа. Господине Јосифовски, кога зборувате за достоинство, ве молам, подсетете се, какво било достоинството на тие 200.000 луѓе. И размислете малце. Да, знаеме дека има странски компании во кои што примањата се 200-250 евра, ама исто така знаеме дека до пред 6-7 години луѓето зимаа по 4.000 денари плата. Се прават сите напори што треба да се прават. Не можете да негирате фабрика во Велес, Гентерен во Прилеп, фабрика во Битола, фабрика во Охрид, во Струга, во Кичево, во Штип, во Кочани, еве конечно и во Струмица, во Скопје има 10 на 15. Благодарам. Не можете тоа да го негирате, господин. Благодарам.